Добре дојдовте во нова епизода од Патот кон себе. Денеска ќе зборуваме за една мала тема, едно мало зборче, но истовремено и многу тешко, зборот не. Што прво ви доаѓа на памет кога ќе го кажете зборот не? Дали тоа може да биде едноставно само збор? Колку пати во себе си рекол да, иако длабоко во себе си знаел дека тој одговор е спротивен, односно е не. Понекогаш ние како луѓе ги задоволуваме туѓите потреби толку едноставно и толку лесно, при тоа да размислиме како тоа задоволување ќе влие на нас. Кога сме веќе кај оваа тема, ќе ви кажам да си спремите пуканки, чајче, запалите свеќа, треба да купам пуш оваа изгоре и да уживате во ова видео. Зошто не е тешко да го кажеме зборот не? Еве ќе почнам од себе си. Јас сум човек што зборот не го употребува многу ретко, скоро па ич. Кога сум бил присилен да дадам одговор да, а длабоко во себе сум сакал тоа да биде не, сум се чувствувал многу лошо, многу повлечен и многу загрозено. Зошто? Затоа што еве еден прост пример. Доколку, не знам, доколку сте некаде излезени, се вашите пријатели ви кажат ајде ќе одиме сега на журка таму и таму. Меѓутоа, вие не сакате да одите никаде. И се не знаете како да кажете не. Зошто? Затоа што се плашите. Се плашите дека доколку кажете не, вашите пријатели или било кој да излезе со вас, ќе ви се налути. Тоа е единствениот проблем, единственото решение. Сега ќе ви кажам како со помош на размислување, со помош на читање, со помош на идење на терапија, со верба во себе, а бидејќи без верба во себе реално не можете ништо постигнете во животот. Така да останете со мене до крајот на ова видео. И ви кажам неколку совети од тоа како изгледа здраво не. Постои нездраво не. Зборам за здраво не. Вака. Кажеш не, не значи дека треба да бидеш арогантен и дека ти некого навредуваш. Да се разбереме. Зборот не може да биде многу добар, многу да влие добро на тебе и на луѓето околу тебе. Зошто? Ви кажам неколку примери дека зборот не може да го искористите многу едноставно и многу лесно без оправдување. Например, ти благодарам за поканата, но овој пат ќе одбијам. Со ова се заблагодарувате на личноста и истовремено кажувате дека нема да дојдете, но при тоа фала ти за поканата. Се разбравме? Или во моментот не сум во можност. Значи си поставиш граница. Најбитно е во животот да имате поставено граници. Кажам од искуство, бидејќи јас кога нема поставено граници, луѓето ме газеа како сакаат. Сега откако имам граници, може би пак некој да ме гази, ама нема врска. Сакам да кажам, доколку немате поставена јасна граница, до каде луѓето може да одат со вас, многу лошо ќе поминувате во животот. Но доколку поставите јасна граница, например, не ми се оди таму и нема да ми го промениш мислењето. Стоите позади тоа што сте го кажале. И нема назад. И тоа е така. Стварно е тоа така. Стварно е тоа така. Морав да ги земам очарите затоа што ослепев од светло. Нема врска. Или па еден пример, не чувствувам дека ова е правилно за мене. Значи ти имаш поставено јасна граница, дека тоа што се случи во моментот не ти одговара на тебе, едноставно сакаш да се повлечеш и кажеш не, нема да присуствувам, не, благодарам за поканата, но нема да дојдам и не сум во можност, можеби друг пат. Тоа е поставена јасна граница. Се разбравме до тука, се надевам. И сам дека овој се допаѓа. Decorations by Бојан Стојковски. Мајка ме ако ме види ќе му тапа, нема врска. Ќе ви дадам сега неколку мини совети кои што може да ве заштитат вас и вашата вредност. Совет број 1. Кога кажуваш не, истовремено се штитиш себе си. Значи не се понижуваш, не се газиш себе си, едноставно само се заштитуваш себе си. Исто така и не се извинувате на луѓето што се штитите себе си. Не се извинувај на некој што не си во можност да дојдеш некаде, не се извинувај на некој што на вистина не сакаш тоа да го правиш. Постави јасна граница
И ќе видиш кога тие луѓе што ти биле пријатели, што ти се пријатели, ќе ги почитуваат истите граници. Доколку не ги почитуваат тие граници, мислам дека го знаете сами одговорот каде има местото на тие луѓе. Вежбајте го своето не пред огледало. Доколку навистина не можете да поставите таа граница и навистина ви е тешко, вежбајте го тоа. Вежбајте го со некого. Вежбајте го пред огледало, застани пред огледало, постави си некое прашање што некој пријател би ти го поставил, истовремено одговори си на истото. И така ја вежбај таа јасна граница и значењето на својата вредност. И секогаш запомни дека доколку некој се лути на твоите јасно поставени граници, тогаш знаеш многу добро кои се тие луѓе и дали ти биле вистински пријатели или туку само те користеле за своите потреби. Кажувањето не е грубост. Тоа е љубов кон себе. Кога кажуваш не на нешто што не е за тебе, ти оставаш простор за нешто што навистина е за тебе. И тоа е вистина. Сум го осетил, доколку кажеш не, ја например сум карактер, ако кажам не неколку пати, многу лошо сум се чувствувал. Например, ако одбијам некого за нешто. Дали е за излегување, дали е за кафе, дали е за банална работа. Јас сум се чувствувал многу ужасно однатре и со големо количество на вина. Зошто? Затоа што најверојатно така сум се научил во животот. Но кога почнав да работам на себе си, сватив многу работи. Стварно сватив многу работи и размислувањето многу некако логички ми се отвори мозокот, патот, не знам како да ви објаснам. Кога ќе почнете со работа на себе, ќе сватите за што станува збор. Кога ќе ги поставувате тие јасни граници на луѓето, на семејството, на колегите од работа, ќе сватите колку тие луѓе вас вистински ве почитуваат. Сум имал искуство, например, да кажам не, при тоа таа некоја небитна личност да се налути. И јас сум тој што се осеќа виновно, а не таа личност. Тоа е исто кој што зборувавме исто од минатото видео, од минатиот подкаст. Ќе ви кажам уште една причина зошто ни е тешко да кажеме зборот не. Причината затоа што сме научени да бидеме премногу фини, послушни, пријатни, да не се караме и да не ги повредиме чувствата на другите. Тоа е. Но еве вистината. Секој пат кога кажуваш да, длабоко во себе одговори си и даде си не. Таа ќе ви биде многу полесно. Искрено сум имал многу искуства и сум научил како треба да разговараш со луѓето и сум научил да ги читам луѓето. Периодов особено премногу, така што повеќето од луѓето кои што ми беа блиски пријатели веќе не се во истиот. Така да тоа беше тоа. Сега ќе разговараме за уште една тема, малку ќе ја продлабочиме за да ја разбудам свеста кај вас. Уживајте. Од вас немаат самодоверба. Јас сум еден од луѓето кои што и ден денеска, после 15-20 години, се бори со таа внатрешна анксиозност и немањето самодоверба. Самодовербата кај мене варира. Има денови каде што сум премногу самоуверен, имам преголема самодоверба, газам се пред мене. Има денови каде што навистина немам ни процент самодоверба во себе си. И тоа е многу лошо. Стварно е многу лошо. Зошто? Затоа што како што разговаравме за зборот не, така и на оваа тема, премногу зборам, од видео ќе слизат само 3 минути, нема врска. Што сакав да кажам е дека самодовербата не се гради преку ноќ. Самодовербата се гради многу споро, но доколку сте карактер кој што сака да изградат самодовербата, ќе изградат
Па за минимум многу кратко време. Многу кратко време ми треба за да сватите кој сте и што сте и кој е вашиот личен идентитет со самите себе си. Мојот идентитет се уште го разоткривам, затоа ги споделам овие работи со вас. Работам на мојот карактер и мојот идентитет се уште. Мене ми е мило што разговарам вака со вас и што имам таа прилика да зборам и да се искажам се што ми лежи на душава и се што сум го научил и се што го знам да ви го пренесам. Самодовербата се гради вака. Не се гради со тоа и најубав сум денеска, готово ми поминало и така натаму. Не се гради така самодовербата. Треба многу време, навистина треба многу време. Самодоверба е нешто што го имаш и го немаш. Тоа е нешто што се гради секој ден. Чекор по чекор, малку по малку се гради секојдневно. Дадам еден пример. Дали сте били во ситуација каде што нешто ќе ветите на себе си и тоа што сте си го ветиле ќе го исполните и се осеќате, успеав, не ми се верува дека го завршив тој проект, дека добив петка, дека добив десетка на факултет, дека положив за возачка и така натаму. У такви ситуации самодовербата станува се поголема и се поголема. Така да еве ви прост пример како самодовербата ви се зголемува. Например, не ја споредувајте вашата патека со нечија друга. Вашиот животен пат е само ваш. Другиот животен пат на другите луѓе е само нивен. Вие не влагате во нивниот, они не влагаат во вашиот. Или, мислам, има луѓе кои што се мешат и во туѓите животи и што ти го рушат патот и со ништата, но тоа ќе го ставиме за друг пат. Секој човек има различна борба со својот живот, секој човек има различна брзина со својот живот, секој човек е различен карактер и секој човек е изграден сосема различно. Никој не е ист. Да бевме сите исти, да бевме сите исти, светот буквално немаше да постои. Затоа Господ не создал такви како што не создал. Секој да биде различен и никој да не биде ист. Кога ќе сгрешите нешто, не се казнувајте, затоа што со тоа што се казнувате, си ја намалувате самодовербата. Например, еве, јас пред да почнам да вежбам, бев така покрупен, подебел, бев сучка слаб у рацете, немав ни мускул ни ништо. Кога почнав да вежбам, јас преку вечер само кажав, од денеска јас веќе нема ни грицки, ни благо, ни сок, ни ништо. И така беше 3,5 месеци. Верували ли не? После 3,5 месеци пак почнав да ја јадам и на грицкам глупости, ама не толку често. Почнав да вежбам, секојдневно бев во теретана, уплатив и месечно и се посветив максимално на теретаната. Значи се посветив максимално на теретаната, уплатив и месечно. И кога почнав да гледам резултати, ако можам ќе ви ставам тука слики да видите, пред и потоа, ако почнав да гледам резултати, ви не знаете колку голема самодоверба имав внатре во себе си. Тука ја чувствував. Толку бев горд на себе си што искрено ми беше премногу чудно дека сум успел да достигнам нешто такво и не се откажав. Се уште вежбам, се уште има напредок и нема да се откажам додека не ја достигнам целта. И кога ќе достигнам целта, повторно ќе продолжам да го правам истото. Зошто се откажам? Нели? Дали тука се разбираме? А верувам дека сите сте имали ситуација каде што сте успеале за нешто, дали било возачка, факултет, не знам што, пеење, талент, не знам што, било што, каде што сте се чувствувале полно внатре со себе си. Тоа е она чувство за кое што јас ви зборувам во моментот. И се ближиме до самиот крај, ја навистина мислам дека зборам премногу брзо и се надам дека тоа не ви е никаков проблем. Ви благодарам што ме следите. Фала ви за поддршката од претходното видео. Фала ви за 5 субскрајбери, се надам дека ќе имаме во текот на времето повеќе, но се у свое време преку ноќ не можеш да станеш ни познат, ни не знам што. Јас ќе продолжам да зборам нови теми, нема да се откажам. Се надам дека барем нешто ме разбирате што ви зборувам. И ми е мило што имам на кого да го пренесам сето ова. Се надам за добро, не за лошо. Така да доколку се пронајдовте и ова видео ви беше од корист, ве молам оставете еден огромен лайк, шернете го ова видео за да видат оние луѓе на кои што им е потребно. Ставете subscribe, а ние се гледаме во некое наредно видео. Уживајте.